Собирните бунари, од кои малобројните жители на селото Рајчани се снабдуваат со вода, се полупразни, што е сериозна најава дека на ридско-планинските населени места им се заканува сушна година и жет. Освен тоа, чешмите и кладениците се цедуркаат само мали количини на вода, што е невообичаено за овој период од годината. Колку состојбите се лоши, зборува нарушената вегетација на тревата, која пролетва се уште не разлистала. Прво студената зима, а потоа и сушата негативно се одразија врз растителниот цвет, што им создава проблеми на сточарите со напасувањето на стадата овци и добиток. Сушата не ги остава рамнодушни ниту земјоделците во планинските села, кои иако веќе ги посеаа компирите, сепак предвидуваат намалено производство поради сувата почва. Сушата е преголема. Значи, вчера баш во раме тоа е прашина и суве. Така што и ние не знаеме што да правиме. Ако продолжи вака сува, значи нема што ни да сееме. Превише влијае. Особено на компирот, тоа што се става веќе вештачко ѓубре, значи многу влијае на сушта. Значи не е едно време што се беше арско ѓубре. Таквата ситуација сама по себе наметнува поголема организираност и следење на состојбите со водотеците и изворите во пресрет на летната сезона, со цел евентуалните сушни периоди да се дочекаат подготвено за да се ублажат последиците.